Почитувани медиуми, добар ден. Зад нас остана 2009 година, која за општината Ѓорче Петров и лично за мене и за Советот на општината може да кажеме дека беше една од поуспешните години во мојот мандат. 2009 година може се одликува во работењето на општината по бројни проекти кои беа реализирани за подобрување на инфраструктурните и сите области на живеењето во општината Ѓорче Петров. Сакам да јавно изразам една благодарност до сите кои во 2009 година најдоа простор да инвестираат во општината Ѓорче Петров. Секако тука се невладините организации со кои општината веќе долго време соработува, USAID и да не ги набројувам другите организации кои екзистираат или работат во Република Македонија. И секако сакам да се заблагодарам на владата на Република Македонија и на градот Скопје, кој на вистина во 2009 година инвестира во бројни спортски, културни и други објекти, со што се видно подобри инфраструктурата во општината Ѓорче Петров. Во оваа пригода сакам да ги напоменам неколку битни или круцијални проекти кои се многу битни и значајни за поурбано и поцивилизирано живеење во општината Ѓорче Петров. Секако тука се бројни улици, пешачки патеки, сервисни и други јавни површини. Сакам да ја истакнам населбата Јурија, која е повеќе од 50 години. Во 2009 година никна една нова населба, тоа е населбата Јурија, каде се изградија бројни стамбени комплекси. На тој простор се изградија и 102 стана од страна на владата за социјалните потреби или за таа категорија на граѓани. И сакам јавно да се заблагодарам и на градот Скопје и на владата, затоа на вистина со сите тие проекти оваа населба ги доби сите елементи за едно поурбано и по-цивилизирано живеење. Сакам да го напоменам булеварот Македонска, кој првата фаза се изгради во општината Ѓорче, која представува една битна и значајна трансферзала за општината Ѓорче Петров или комуникација која ги поврзува улиците и улицата Ѓорче Петров. Патот во селото Волково, во населбата Пржина, која е излезна комуникација на Клучката према обиколницата во должина од 850 метри, бројни пешачки патеки во населбата Даме Грујев, паркинг простор пред црквата Свети Петар и Павле, холско пешачка патека на насипот на реката Вардар во должина од 3 километри, мостот на реката Лепенец и бројни други инфраструктурни објекти. Донесени се бројни договори за подобрување или за подобрување на иднината на општината Ѓорче Петров. Да не ги набројувам, тука имаме донесено околу 15 урбанистички планови на целиот простор за општината Ѓорче Петров. Во детската и социјалната заштита секако инвестиравме со изградата на градинката во населбата Даме Грујев. Изградивме бројни фудбалски игралишта во општината и спортско-рекреативни центри од селото Некиштани, Орман, Волково, Ново село и така натаму, ukupno 9 спортско-рекреативни центри. Изградивме 3 детски игралишта во населбата Даме Грујев. Изградивме 2 фудбалски игралишта со помош на владата преку Агенцијата за спорт. Изградивме 2 спортски во 2009 година и секако набројувајќи сите овие елементи може да се види дека наистина општината Ѓорче Петров живее еден спортски дух, а со овие изградени спортски објекти секако ќе го продолжиме и понатаму да бидеме расадник на видни спортисти кои ќе го веат знамето на Република Македонија не само во Република Македонија, него и надвор од границите на државата. Сакам да го потенцирам многу едно битно и значајно прашање кое во 2009 година, тоа е елиминирање на недостатоци во основното образование во сите 7 училишта. Ги реновиравме сите мокри зборови, врати, прозорци, дел од крововите и со оваа политика секако ќе продолжиме и во наредната година. Изработивме и елаборат за техничко снабдување на селото Кучково, кое остана единствена населба или единствено село кое нема водоснабдување, да кажам, централизирано во општината Ѓорче Петров. Во тек е да го нагласам изградбата на канализационата мрежа. Меѓутоа и 2009 година изградивме 33 км канализациона мрежа, со што видно ја подобривме, да кажам, структурата подземна во општината Ѓорче Петров, посебно во руралниот дел, каде што навистина предстои еден поголем зафат и во тековната 2010
проекти кои во наредната година очекува да ги завршиме во општината, секако се водоводната и канализационата мрежа во 4 месни заедници во кои веќе интензивно, како што напоменав, изградивме 33 километри, останува да се изгради уште 30 километри канализациона мрежа и се надеваме дека во текот на 2010 година или заклучно до половината на 2011 година ќе биде дадена на употреба на граѓаните од општината Ѓорче Петров. Изработивме пречистителна станица, проект за пречистителна станица и во текот на оваа година ќе почнеме реализација. Очекуваме да се завршат елаборатите за регулација на решителите на реката Вардар и Лепенец во општината Ѓорче Петров. Почнавме со изградба на нова општинска зграда, сме во фаза на расчистување на земјиштето, изработиме основниот проект и се надеваме првата половина на тековната година ќе почнеме со реализација на овој битен и значаен проект за подобрување на условите на општинската администрација и со тоа да се подобри услугата на самите граѓани. Секако останува училиштата да се доградат, да се сменат крововите, да се сменат и другите недостатоци кои ги имаат во следните основни училишта, проверување секако на одредени клуби, одржување на патната инфраструктура, те проекти, кажам, се готови и отпочнуваме со подобрување на градежната сезона